Вести на Канал 8. Добар ден. Раководните структури во локалните самоуправи во Македонија ја чекаат одлуката на Уставниот суд за да се види дали градоначалниците и членовите на општинските совети ќе останат на функциите и после 15 мај. Судот за тоа прашање треба да решава в среда, а во спротивно работата на општините ќе биде блокирана. Сите градоначалници и членовите на општинските совети во Македонија се во очекување каква одлука ќе донесе Уставниот суд во врска со поднесеното барање за продолжување на нивните мандати. Законскиот рок до кога тие остануваат на сегашните функции ќе истече на 15 мај, а по тој датум општините ќе се соочат со блокада во финансиското и другото работење. Одлуката на судот се очекува в среда, за кога е закажана и седницата на која ќе се разгледува ова прашање. Сепак, неизвестно е дали ќе има продолжување на мандатите на раководните органи во локалните самоуправи. За ваквата состојба, прашање беше поставено и на последната седница на Советот на општината. Вашето видување за тоа како ќе функционира општината во наредните месеци ако состојбата на државно ниво не се промени? Искрен да бидам, и јас не знам, не сум јас компетентен да го дадам одговорот, меѓутоа мислам дека решението е во договорот помеѓу политичките партии. Заради тоа што заедно со вас ја споделам бојазноста, значи дека на 16 веќе ќе немаме склучување на бракови, ова што вие се залагате, значи за да имаме нови бракови, нови новороденчиња. Нема да имаме можност за исплата на платите во образованието, културата и социјалната заштита што се во надлежност на општината. За да не се случат ваквите проблеми до 15 мај, Димитровски вети дека ќе се направат напори исплатата да се реализира пред губењето на мандатот, при што споменатите финансиски трансакции би се однесувале барем за овој месец, а за потоа непознато е како тоа ќе се реализира. Исто така, општината нема да биде во можност да им издава уверенија, решенија, потврди и други документи на граѓаните за кои што е надлежна, бидејќи ќе нема кој да ги подпишува поради завршениот мандат на градоначалникот. Поради ова, сите локални раководни структури се во исчекување дали Уставниот суд ќе одлучува за продолжување на нивниот мандат и каква содржина ќе има ваквата одлука, бидејќи дел од правните експерти постапката ја толкуваат како кривично дело, против кое ќе може да се води и правна постапка. Повеќе од 300 земјоделци во Виничко со барања за надомест на штетите од доцниот пролетен мраз. Априлскиот студ уништи околу 500 хектари лозови и овошни насади. Лозаро-овоштарите од Виничко се уште ги сомираат штетите од последниот студ во април месец. Комисијата од подрачната единица на Министерството за земјоделство деновиве е во обиколка на лозовите насади во атарот на Виничка Кршла, каде е констатирана огромна штета кај лозовите насади со вранец, речи се 80%, додека кај другите сорти 50 до 60%. Според раководителот на подрачната единица во Виница Зоран Соколов, кај лозовите насади кои се на површина од 320 хектари, оштетувањето е претежно од зимските мразеви, а дополнително и од доцниот пролетен студ. 18 хектари со ореви и 15 хектари со сливи се 100% уништени. Вишната која во Виница е на површина од 70 хектари и црешата која што е распространата на 12 хектари имаат оштетување од 90%. Ништо подобра не е состојбата и со дрвцата со кајси. Меѓутоа, како најотпорни на ниските температури се покажале бадемите, кај кои е констатирано оштетување од 60%, и лешниците кои во Виница се на површина од 60 хектари, меѓутоа не се забележани никакви оштетувања, велат од подрачната единица. Приемувањето на штетите е до утре, а комисијата со теренската работа продолжува до утврдување на фактичката состојба, пошто записниците ќе бидат доставени до ресорното министерство. Јавното предпријатие Македонија пати ја реализира поправката и надградбата на асфалтот на патиштата во источниот регион на државата, во што се вклучени и два патни правци во општина Чешиново Облешево. За активностите ќе се потрошат над 600.000 евра, а санацијата е дел од програмата за одржување на регионалните патни правци во 2017.
Околу 38 милиони денари планирано е годинава да се вложат во санирање на асфалтот и проширување на коловозите на регионалните патишта во источниот дел од државата. Од јавното предпријатие Македонија пат, кое е изведувач на градежните работи, велат дека покрај редовното одржување на сообраќајниците ќе се обезбеди и поголема безбедност во сообраќајот. Дел од патиштата што се влезени во програмата за санирање се на територијата на општината Чешиново-Облешево, каде на некои од регионалните патни правци биле евидентирани поголеми оштетувања на асфалтната површина, што подолг период чекале поправка. Раководителот на Штипската подружница на Македонија пат вели дека досега екипите на јавното предпријатие биле ангажирани во близина на излезот од Штип кон Радовиш, а се очекува наскоро да се префрлат во Кочанскиот регион. На други места кај што се треба да асфалтираме, тоа се R534, тоа е Соколарци, Жиганци на тој дел на патот. Исто така Теранци имаме на регионалниот пат R609 во должина од километар и пол и како една од поголемите работи во моментот ќе ни биде тоа е Делчево Бигла, така да кажем, или врска со магистралата со Бигла. Грубо кажано, околу 8 километра до 9 комплет патишта ќе се изработат. Не значи дека ако има средства од фондот за патишта, ова се сите средства од програмата за 2017 година со Агенцијата за државни патишта. Според Коцев, за поправка на коловозот на патниот правец од Соколарци кон Жиганци ќе се потрошат околу 3 милиони денари, со кои ќе се направи надградба на асфалтната површина. Со оглед што и минатата година на оваа делница имало интервенции, се очекува практично целиот пат да биде во подобрена возна состојба. Освен санирањето на асфалтот на местата каде има најголеми оштетувања, планирано е да се изврши и проширување на коловозите, па наместо постојните 3,5 метри, патот да има широчина од 5 метри, со што ќе се овозможи побезбедно разминување на две возила. Истовремено со активностите за надградба и проширување на регионалните патни правци, екипите на Македонија пат ќе бидат ангажирани и во одржување на продноста на магистралите кон Делчево и Берово. Тоа посебно се однесува на расчистувањето на одроните од камења, што во последните години беше редовна појава во овој период од годината, што ги предизвикуваа зачестените врнежи од дожд. И општина Кочани се вклучи во одбележувањето на Денот на Европа 9 мај. Штандови со представување на државите од Европската Унија беа поставени во фоајето на Центарот за култура Бели Мугри. Пред присутните со своја изведба се представи и хорот и оркестарот на Основно училиште Свети Кирил и Методи и групата Шекспир од Кочани. И општина Кочани се вклучи во одбележувањето на Денот на Европа 9 мај. Преку традиционални јадења и обележја карактеристични за државата што ја представуваат, учениците од основните и средните училишта од Кочани ги представија земите членки на Европската Унија. Штандовите на сите училишта беа доста креативни и учениците автентично ги представија државите Малта, Естонија, Португалија, Белгија, Франција и Полска. Присутите ги поздрави градоначалникот Димитровски, кој рече дека Македонија е запоставена во споредба со другите држави во Европската Унија. Македонија на некој начин е третирана поинаку од другите членки. Македонија е повеќе години ги исполнува критериумите, се докажаа тоа и со судски решенија, ги исполнува критериумите кои што ги поставува Европската Унија во делот на економијата пред се, во делот на политиката, во делот на другите односи кои што ги имаме, но за жал никако не можеме да дојдеме до тоа заедничко европско семејство. Мислам дека е непринципиелно од страна на една членка на Европската Унија, која што се смета за лулка на демократијата, да поради проблемот со името, да ги става едноставно пречките да не можеме да бидеме да станеме равноправни членки на ова европско семејство. Денот на Европа се слави во спомен на 9 мај 1950 година, кога францускиот мислител Роберт Шуман, еден од основачите на ЕУ, во декларацијата ја изложил својата визија за обединет континент. Одбележувањето на Денот на Европската Унија, како што и започна, така и продолжи со изведба на песниот, хорот и оркестарот од Основното училиште Свети Кирил и Методи, како и групата Шекспир од Кочани.
Во библиотеката Искра во Кучани беше промовирана стихозбирката "Врзани до последен здив" од Ленче Стоименова. Во неа се поместени 60 песни посветени на животот, среќата и љубовта. Во издание на издавачката куќа Орион од Делчево во библиотеката Искра во Кочани беше промовирана најновата стихозбирка на авторката Ленче Стоименова. На промоцијата пред присутните зборуваше Жаклина Филипова Свеќаровска, професор по литература, а стихови од стихозбирката на Стоименова читаат членови на литературниот клуб Копнеш. Ако се задлабочиме во поезијата, ако се пресегнеме и зацрпиме грст песни, за голтка по голтка да ги испиеме, нема да не одмине впечатокот. Тагата е позборлива од радоста. Среќата најчесто е себична. За неа малку се пее, оти во неа се ужива. Песните од збирката "Врзани до последен здив" на Ленче Стоименова се демант на тоа непишано правило. Поетесата успеала да ги преточи радоста, среќата, убавината на животот во стихови. Како? Поклонувајќи се и предавајќи се на љубовта. Сите песни од оваа збирка пеат за љубовта. Пеат зрело, доживеано, преживеано и со многу оган. Во неа се поместени 64 песни, претежно со љубовна тематика, а целата стихозбирка е посветена на мојот сопруг Борис Стоименов и 64 песни имаат символика, тоа се 64 години потребни за да еден човек заслужи пензија. Посветена е исто по повод неговото пензионирање. Секој автор е задоволен и радостен кога ќе му се случи една промоција. Денес овој голем број на гости кои беа тука, верувам дека сите ме убедија дека уживаат во песните што беа прочитани и се она што беше кажано. Самата тишина е доволен знак дека помина промоцијата во најдобар ред и дека им се допаднаа песните кои ги слушнаа. Во стихозбирката "Врзани до последен здив" се поместени 60 песни посветени на животот, среќата и љубовта. Стоименова е автор и на 2 збирки афоризми, книга поезија за деца и роман со современа тематика. Членовите на планинарското друштво Осогово се искачија на 2 врва на Пирин планина во соседна Бугарија. Со тоа и годинава ги продолжуваат планираните активности, откако минатата година беше успешно заокружена, зашто добија поголем број признанија и награди. Планинарското спортско друштво Осогово ја реализираше втората меѓународна планинарска акција како дел од годишната програма на активности за оваа година. Кочанските планинари успешно се искачија на Пирин планина во соседна Бугарија, при што ги освоија врвовите Полежан, висок 2850 метри, и Безбок со височина од 2645 метри. Клубот учествуваше со 12 планинари, од кои дел се поискусни и добро подготвени за ваквиот предизвик, но го имаа и најмладиот и најхрабар член на тимот, 10-годишниот Ѓорги Соколовски. Според информациите од председателот на клубот Тошо Антов, условите за искачување на Пирин биле исклучително лоши. Се пешачело практично во зимска атмосфера, со силен ветар и снег, така што предизвикот да се стигне на 2 врва бил поголем. Успешниот поход е крунисан со истекнување на знамињата на Македонија и на клубот. Претходно, во првата меѓународна планинарска акција оваа година, тројца планинари од Кочанското планинарско спортско друштво се искачија на врвот Вихрен, трета највисока планинска точка на Балканот. Освен меѓународните активности, планинарите реализираат и редовни искачувања на домашните планински врвови, при што веднаш по враќањето од Бугарија е организирана успешна акција за искачување на Плачковица, а во план се уште неколку слични активности во наредниот период. Жените од Кучани, Оризари и Горни Подлог, како и фолклорните ансамбли Кучани и Мугри, литературниот клуб Копнеш и неколку локални фирми сукаа зелници, баници и други традиционални јадења кои што се продаваа на штандови во градскиот парк во Кучани. Собраните средства се наменети за помош на Методи Митев. Хуманитарна акција организираа фолклорните друштва и жени од Кочани, Оризари и Горни Подлог за помош на Методи Митев. Штандови имаа поставено фолклорните ансамбли Кочани и Мугри, жените од Горни Подлог, жените кои што секоја година сукаат за славата на манастирот Добра вода во Оризари, литературниот клуб Копнеш, Балкан Лукс и ресторанот Пролет.
Тие сукаа зелници, баници, боденици и други традиционални јадења и ги продаваа на штандови, а собраните средства се наменети за Методи Митев, кој боледува од хердитарна параплегија и има потреба од операција во Кина, за која му се потребни 28.000 евра. На поканата за одзив на хуманитарната помош во градскиот парк во Кочани, ние жените од Горни Полдолок се организиравме и еве што можевме, направивме за тој да застане на нозе и да трча по игралиштето. Сукавме зелник, правивме со спанеч питички, домашен леп месевме, имаме буковец, кифлички, благодарност до сите хумани луѓе на Кочани, што сакаат да му помогнат на метката, да му даде Господ здравје и нам кои донираме и на него повеќе, зашто на него највеќе е потребна помош. Во името на сите жени од манастирот Добра вода, му посакуваме на Методи да застане на нозе со помош, донација на зелници, колку што можевме. Им благодариме на сите граѓани кои можат да донираат, да си купат за помош на Методи да застане на нозе. Голема благодарност прво до жените што се приклучија кон хуманитарната акција за помош на мене, да можем да ги соберам парите што беа направени, дојдоа со направени производи од баници, банички, кифли, погачи, тоа и голема благодарност до граѓаните на град Кочани, што без нив секако ако не беа они, немаше да можем да го одржам овој хуманитарен настан. Митев и понатаму продолжува со хуманитарните акции. До собирање на целосната сума за операцијата му недостасуваат уште 8.000 евра. Следува информацијата од спортот. Одличен успех постигнаа кошаркарите на Баскет Дино на меѓународен турнир што се одржа во соседна Србија. Екипите од генерациите 2005 и 2007 година ги победија своите противници од балканските држави и ги освоија првите места. Младите кошаркари од генерациите 2005 и 2007 на Баскет Дино се вратија со освоени први места од шестиот меѓународен кошаркарски турнир Рода Куп 2017, што се одржа во Бечеј, Република Србија. Тоа е одличен успех за двете екипи кои учествуваа во категориите М10 и М12, со што го подобрија постигнатото од минатата година, кога на истиот турнир беа второпласирани. Според информациите од организаторот, на турнирот имало над 450 кошаркари од 30 екипи од Србија, Црнагора, Македонија, Словенија, Унгарија и Романија, а биле поделени во машка и женска конкуренција. Момчињата се надпреварувале во 5, а девојчињата во 2 возрастни категории. Кошаркарите на Баскет Дино од генерацијата 2005 во првото коло ја совладале екипата на ЗДАК од Унгарија со 37:31. Потоа победи биле забележени и во наредните кола, и тоа против Топола од Бачка Топола со 39:33, против екипата на Ајдовчина од Словенија со 31:16 и повторно против унгарскиот ЗДАК со 32:25. Во петтото финално коло, нашите млади кошаркари го совладали и вториот представник од Македонија, екипата на Ролинг од Струмица, постигнувајќи победа од 30:26, со што на крајот се закитиле со златни медали. Освен колективниот успех, кошаркарите на Баскет Дино забележале и поединечни резултати. Така, за најкорисен играч на турнирот во својата генерација е прогласен Филип Димитриев, а тренерот на екипата Сашо Лазаров го доби признанието најдобар тренер. Слично на своите повозрастни клубски колеги и кошаркарите на Баскет Дино од генерацијата 2007 постигнале ист успех. Во првото коло тие ја победиле екипата на Баскет 2000 од Бања Лука со 32:30, при што до успехот дошле во продолжението, откако во регуларниот дел надпреварот завршил нерешено 25:25.
Во наредните кола биле постигнати победи и против Мионица од Србија со 25:16 и против Единство од Нови Бечеј со 22:21. Во финалето, нашите момчиња за противник ја добиле силната екипа на Велика Кикинда, но ја совладале со убедливи 38:14. Со тоа и тие на крајот го прославиле освојувањето на првото место во својата група и закитувањето со златни медали. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Следете не и на нашата веб страница. Довидување.